Од година во година се повеќе опаѓа производството на житните култури, а површините засејани со есенска култура се намалуваат. Вака смета професор доктор Душан Спасов, кој додава дека тоа се должи пред се поради ниската откупна цена на јачменот и пченицата. Поради тоа се поголем број семејства житните култури ги сеат за домашна потреба. А по моје мислење дека производството на житните култури од аспект посебно од цената, од ниската цена, од година на година опаѓа, посебно и кај нас, и површините се намалуваат. Значи, површините засејани под есенска култура се намалуваат, а овде имаме некоја традиционално задржување на самите површини по житни култури, затоа што, како што спомнав, најголем број од земјоделските семејства житните култури ги сеат за домашни потреби. Значи не е за продажба и традиционално тие остануваат на тоа ниво, близко се плюс-минус некој хектар, дали ќе биде повеќе или помалку. Но таму каде што имаме производство на житни култури заради продажба, заради профит, значи тоа барем сега како што се цените на самата пченица, мислам дека ќе почнат да се намалуват. Спасов смета дека голем проблем со житните култури се и ниските приноси. Покрај ниската откупна цена и приноси, производителите нема да можат да ги покријат основните трошоци за производство. Имаме ние и друг проблем. Проблем е тоа што имаме прилично ниски приноси. Значи, ако вие имате принос од 8 до 9 тони од хектар, дека и таа ниска цена ќе се покрие колку толку. Но ако имате 2,5 до 3 тони од хектар, а на таа цена, пак ништо. И благодарение на субвенциите, сето тоа малку може да се поклопи, да се одржува тоа производство на житни култури. Инако, на ниво на Македонија, мислам дека, барем пред неколку години, ние може и во најдобри услови, во најдобри години, некаде 60 до 70% да задоволиме потребите за жито собствено. Другото е неминовно од овоз. Есенската сеидба веќе почна, а врнежите од дожд можат да придонесат за поголем род на нивите.